На вчерашната седница на Собранието на Република Македонија на дневен ред во прво читање беше разгледан предлог законот за забрана и спречување на вршење на нерегистрирана дејност. Донесувањето на овој закон е позитивен бидејќи ќе се сузбие сивата економија и нелојалната конкуренција, ќе се подобрат работничките права со кои работодавачите ќе се обврзат за плаќање на пензиско и здравствено осигурување, како што го прават регистрираните фирми. Ќе се подобрат правата на потрошувачите и со други поволности, истакна при своето обраќање на собраниската говорница пратеничката од Свети Николе Благица Ласовска. Според предлогот на законот нема да бидат опфатени лицата кои работат за сопствени потреби, семејства и соседска помош, продажба на лични и користени предмети, работа која се врши без финансиски надоместок или друга материјална корист, потоа дејноста која вршат физички лица преку продажни места на организирани зелени пазари, лица кои вршат услуги за потреба на домаќинства и други. Да го проследиме говорот во парламентот на пратеничката Благица Ласовска за предлог законот за забрана и спречување на вршење на нерегистрирана дејност. Предлог законот за забрана и спречување на вршење нерегистрирана дејност кој денеска е на дневен ред деновиве предизвика реакции во јавноста, морам да кажам. И тоа би било сосема во ред, доколку јавноста беше правилно информирана за позитивните ефекти од овој закон, но и за самиот закон. Владата преку Министерството за труд и социјална политика во неколку наврати и на јавната дебата ја интерпретираше целта, но сепак одредени медиуми ја свртеа јавноста во сосема друг правец. Предлог законот е во прво читање, го разгледуваме сите ние тука како пратеници и секако дека доколку утврдиме одредени негативни ефекти, ќе предложиме и измени на истиот. Впрочем, граѓаните кои што ни го пренале правото да одлучуваме во нивно име, тоа и го очекуваат од нас. Анализирајќи го овој предлог закон, читајќи ја неговата содржина, сметам дека е исклучително позитивен и во интерес на јавноста сосема во кратки црти ќе образложам зошто мислам така. Значи, пред се, како што кажав, граѓаните треба да знаат целта на овој предлог закон, а таа е намалување на сивата економија. Намалувањето на сивата економија ќе значи и подобрување на состојбите со нелојалната конкуренција, работничките права, правата на потрошувачите и слично. Значи, се работи за една поширока лепеза на состојби кои би се подобриле, легализирале, а државата, но и граѓаните ќе го почувствуваат бенефитот од неговото имплементирање. Значи, како што кажав, целта на овој закон е да се спречи вршењето на нерегистрирана дејност од поголем обем, да се спречат бизниси кои не исполнуваат стандарди, да се унапредат правата на работниците кои работат кај работодавци кои што не ги пријавуваат, значи да влезат нормално во системот на плаќање на пензиско и социјално осигурување и да се на еден начин нанесе удар на нелојалната конкуренција. Вакви бизниси има во многу дејности, еве ќе кажам еден пример. Такви се, да речеме, физички лица кои што градат згради, остваруваат големи приходи, а не се регистрирани и со самото тоа ја оштетуваат и државата и представуваат нелојална конкуренција на фирмите кои се регистрирани, плаќаат данок, ги осигуруваат своите вработени и го водат бизнисот на сосема легален начин. Овие пак нерегистрираните им прават нелојална конкуренција со ниски цени и редица на други нешта кои што многу добро го знаат оние граѓани и фирми кои што работат во бизнисот. Сакам да потенцирам дека целта на овој предлог закон не е да се опфатат и казнат работите кои што се вршат во домакинствата. Значи, ако некој дома повика хигиеничар, мајстор, водоинсталатор и слично, нема да подлежи на казни, односно овие дејности се исклучени од овој предлог закон. Го давам овој пример, бидејќи во јавноста деновиве се ставаше акцент токму на овие дејности, односно на физички лица, а при тоа како да се заборава дека
Има многу поголеми бизниси кои што работат нерегистрирано. Со донесувањето на овој закон не само што ќе го збогатиме нашето европско законодавство, што е уште поважно, јас мислам дека со текот на времето и со неговата имплементација се надевам дека истиот широко ќе биде прифатен, ќе стане деловна култура, ќе стане бизнис пракса, ќе почне да се менува свеста кај граѓаните и како кај сите развиени земји, успешно ќе се справуваме со сивата економија. И конечно да го трасираме патот кон нејзино целосно исчезнување. Сметам дека овој предлог закон води кон оваа цел и затоа од овие причини јас ќе го поддржам и ќе гласам за истиот. Ви благодарам.